83.000 луѓе се уште немаат земена плата за месец јануари. Лани, во истиот период, не беа исплатени јануарски плати за околу 25.000 работници, односно околу 3,5 пати помалку. Компаниите се неликвидни и не можат да исплатат плати, оцени денуве Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи. Од друга страна, синдикатот бара зголемување на платите, односно минималецот да изнесува 500 евра. Добре ден за Слободан Трендафилов. Господин Трендафилов, Мицковски вели владата во буџетот нема пари за зголемување на минималната плата. Односно, државата не е подготвена да ги субвенционира придонесите за работниците, само ако се договорат синдикатот и работодавачите. Дали е на сцена можен протест? Пред се благодарам за поканата. Сојуз на синдикати на Македонија токму поради тие причини достави предлог во кој има неколку чекори за да се зголеми минималната плата и таа иста да достигне 30.000 денари, онолку колку што сметаме дека е потребно за намирување на најноосновните прехранбени производи или покривање на 50% од синдикалната минимална кошница или две минимални плати да ја покријат синдикалната минимална кошница. Тоа што го велат и од владата и од работодавачите, побаравме да не го прават еднострано. Меѓутоа, гледаме дека тие еднострано сами за себе одлучуваат и веројатно, голема е веројатноста, работниците да бидат оставени самите да одлучат за следните чекори. Се разбира дека имаме механизми, покрај другите се токму и тие, протестите и штрајковите. Меѓутоа, пред неполна недела на пресконференција упативме и апел и замоливме како релевантен социјален партнер да седнеме на заедничка маса, да ги слушнат нашите аргументи и потоа да ни судат. Тие веќе ни пресудија пред да не видат. Загрижува тоа што работодавачите ги менуваат ставовите како политиката ја менува својата цел, односно сега кога и политичката партија и владата не нападна како Сојуз на синдикати на Македонија, и тоа нападот е само поради тоа што бараме корка леп или зголемување на минималната плата, а следство на тоа и на сите останати плати. Нема друга причина. Работодавачите кои претходно изјавуваа дека бараат субвенционирање или ослободување од плаќањето на придонесите, кои упатуваа пораки до ССМ дека на таков начин треба да се зголемат и сите останати плати, денеска како да се лепат на владата, односно велат владата го напаѓа ССМ, сега е моментот и ние да го нападнеме ССМ, па да не добијат работниците ништо, меѓутоа забораваат дека 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија и 600.000 работници очекуваат од нив да испорачаат зголемување на платите и не ги интересираат политиканските игри и изговорите на газдите, така ќе кажем газдите, заради тоа што работодавачите веќе од почетокот на годината заедно со ССМ ги зголемија платите. Зошто синдикатот и работниците станаа маша за подкосурување? Власта се обидува да ве дискредитира и делегитимира. Опозицијата СДСМ се обидува да се налепи на маката на работниците. Што е следниот чекор? Ќе имате уште малку трпение или, бидејќи сосема е известно дека нема да ја постигнете целта, а тоа е да дојдете до минимална плата од 30.000 денари? Работниците покажаа дека имаат трпение за сите овие лудории кои ги прават политичарите, политичките партии, меѓутоа и газдите. Во 2022 година, ќе ги потсетам сите, Сојузот на синдикатите на Македонија на 12.12.2021 година на мраз излезе на улица и протестираше за барање за зголемување на минималната плата од 15.000 на 18.000 денари. Во февруари пред Стопанската комора, пред одржување на седницата на Економско-социјалниот совет, донесовме условен одлука за генерален штрајк во државата, доколку не биде прифатено барањето за минималната плата. Пратениците на ВМРО-ДПМН во тој период како опозиција ги предлагаа амандманите на Сојузот на синдикатите на Македонија, а владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, го напаѓаше Сојузот на синдикатите на Македонија дека е маша на опозицијата и дека одработува за политички поени на опозицијата, меѓутоа одработувавме само за работниците и за парче леп. Денеска сме, после 3 години, исправени пред истиот предизвик, заради тоа што и владата, меѓутоа и работодавачите се однесуваат индиферентно кон работниците. Веројатно милуваат едни со други да имаат добра соработка и добри односи наспроти работниците. И веројатно ќе бидеме исправени пред истиот предизвик. За жал, тогашната влада, сегашна опозиција, дава поддршка како сегашната влада, тогашна опозиција која даваше поддршка на Сојуз на синдикати на Македонија.
И тоа што го гледаме е дежаву, но тоа што е добро е тоа што конечно Сојузот на синдикатите на Македонија се издигна како надпартиска организација која не ја интересира кој е на власт, кој од која политичка опција доаѓа, имајќи во предвид дека во ССМ токму има работници од сите политички провениенции, како има работници кои не се на ниту една политичка партија членови, но тоа што не обединува е потребата од зголемување на плати, овозможување на пристоен живот за нашите семејства и овозможување на некои неопходни работи кои треба секој да може да си ги дозволи, како заминување на годишен одмор, да не се плашиме во супермаркет да влеземе и слично. И затоа мислам дека политичката гола битка е на политичарите и ја оставаме таму, немаме намера да се пресметуваме со нив, но работничката борба за зголемување на работничките плати и чиста работничка борба и секој кој се обидува да ја исполитизира, ќе најде на отпор. Но тоа што е добро е тоа што беше добро и во 2022 година, кога некој во парламентот мораше да предложи амандман на ССМ, добро и сега некој да предложи. Јас ги повикувам пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН да го направат истото, да се погрижат за работниците онака сложно како што се погрижија за нивните патни трошоци, кои патем се енормни. И како што сложно, имаме една македонска народна поговорка, вели сложни попови во петок мрсат, како што се сложни за себе, да можат да уживаат придобивки, кои патем ги плаќам јас, вие и сите кои не гледаат денеска од токму од нашите плати, да изгласаат зголемување на работничките плати. Тоа што го велевме ние, владата да субвенционира, владата вели нема да субвенционира, тогаш владата нека ги ослободи од плаќање на придонеси работодавачите на кои уште им подаваме рака, или на крајот и подаваме рака денеска, еве кажувам пред вас и пред сите работници, и подаваме рака на владата таа да заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија одлучи да се зголеми минималната плата онолку колку што бараат работниците, а на тоа работодавачите да си ги плаќаат придонесите за задолжително социјално осигурување на таков начин да се пополни дупката во фондот за пенсијско и инвалидско осигурување и државата по 50 евро од вработен во Македонија да добие дополнителни приходи, имајќи во предвид дека 600.000 работници се согласно управата за јавни приходи, и на таков начин мислам дека ќе победиме сите. Што доколку и овој ваш предлог најнов не биде прифатен? Како ќе се обезбеди достоинството на обичниот граѓанин? Предлогот не е најнов. Предлогот од пред неколку дена кој беше во неколку фази. Првата фаза беше зголемување на минималната плата согласно законската методологија, 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата, што го извојувавме со протести и со штрајкови во 2022 година. Ако на таков начин се усогласи платата, би дошла некаде по 24.400. Прашувам некој во Македонија дали смета дека тоа е доволно. Јас лично, како Слободан Трендафилов, сметам дека не е. Сојузот на синдикатите на Македонија смета дека не е. 600.000 работници сметаат дека не е, имајќи во предвид дека коментарите на сите и можноста која вие медиумите им ја давате се токму дека е потребно 30.000 денари за еден работник да има минимална плата на која ќе се плаќаат придонеси, на која ќе се плаќаат додатоци на плата преку време на работа, минат труд и така натака. Вториот чекор беше зголемувањето на оваа плата да биде субвенционирано како дел на придонесите од 24.400 до 30.000 денари, зашто еве владата најави дека нема предвидено средства во буџетот. Третиот чекор беше владата да ги ослободи работодавачите на кои уште еднаш нагласувам. Денеска им подаваме рака, утре ќе биде доцна, да ги ослободи од плаќање на придонесите за тие да можат да ги зголемат сите плати за 6.000 денари, од 24.400 на 30, од 25.000 на 31, од 30.000 на 36.000, од 40.000 на 46.000 и така натака, но за тие 6.000 денари работодавачите да бидат ослободени во период од 12 месеци да плаќаат придонеси, но што е клучно, ние со тие плати нема да одиме во банки да штедиме и да заработуваме од камат. Што доколку на сите овие предлози, сугестии од ваша страна, ниту владата, ниту државата горам, ниту работодавачите не ви излезат во пресрет? 600.000 работници ќе ги извадите на улица? Дали тоа е решението? Секој еден работник, доколку смета дека му е потребно зголемување на платата, да дојде во Сојузот на синдикатите на Македонија за заедно да се избориме. Доколку нема слух, и уште еднаш ќе нагласам, доколку кога молиме, тие одлучуваат еднострано против нас, ќе мораме да одлучиме и ние против нив. Излегувањето на улица покажавме дека е најмалиот проблем и тоа можеме да го направиме и утре. Сојузот на синдикатите на Македонија минатата година, кога оваа влада не беше влада, излезе на протести на 2 април и на 7 април и на 1 мај.
Може би оваа година може да се случи нешто слично, имајќи во предвид дека тие се безобразни кон нас. Ние ќе бидеме, рековме, 2 пати побезобразни. Јас се надевам дека владата знае дека навистина е потребно подобрување на животниот стандард и тоа што охрабрува е тоа што претседателот на владата го зборува истото што го зборувам јас, дека е потребно. Меѓутоа не се подготвени на одредени отстапки поради тоа што немале предвидено средства во буџетот. Меѓутоа има начин како без средства во буџетот да добијат дополнителни средства во буџетот. На работодавачите им подававме рака, дури и нивен беше предлогот 31.500 со замрзнување на придонесите. Затоа подававме рака и за нив, дури се откажавме од придонесите во период од 12 месеци за да биеме фер како работници. Не знам што можеме повеќе од тоа да направиме освен да излеземе на улица. Господин Трендафилов, на крајот се очекува веројатно идната недела, конкретно идната недела да се состане економско-социјалниот совет. Се очекува да се престават да се формираат репрезентативните тимови од едната и од другата страна. Може да бидете ставени сосема во насока да ве делегитимираат како официјален представник на синдикатите? Во диалогот, бидејќи на некој начин ве критикува дека сте продолжена рака на СДСМ. Ќе искористам можноста пред вас да кажам и за последен пат ќе го кажам тоа, не сме ничија продолжена рака најмалку на СДСМ или на било која друга политичка партија, вклучително и ВМРО-ДПМН. На сите треба да им биде јасно. Продолжена рака сме на 70.000 членови и на 600.000 работници. Ако на некој не му се допаѓа тоа, може да прави што сака. Меѓутоа, тоа што е клучно е дека Сојузот на синдикатите на Македонија ги застапувал и ги бранел работниците и во минатата влада и во сегашната влада и не планираме да отстапиме од тоа заради политички игри. Меѓутоа, се обидуваат и во моментот да направат упади во синдикалното движење, нешто што е недозволиво. Политичка партија да излегува да го напаѓа најголемиот синдикат во Македонија, нешто што е недозволиво. Кој го прави упадот во синдикатот? Со политичка наредба и тоа се пресликува на локално ниво. Уште повеќе што нас не загрижува, веројатно нив треба повеќе да ги загрижува што на локално ниво имат избори за 5 месеци. Се соочувате со притисоци? Да, во секој случај. Од политичките играчи кои се во моментот на политичката сцена со цел да помогнат на друг синдикат кој е против зголемување на платите, кој сака да го укине општиот колективен договор и кој ветува на владата дека ќе прифати се што ќе каже таа. Меѓутоа, да не заборавиме, работниците се далеку погласни отколку пред 10, 15 или 20 години. Работниците знаат дека имаат избори, работниците го поддржуваат Сојуз на синдикати на Македонија. Не ми треба поддршка од ниту една влада. Тоа што е добро е што во моментот, како порано не е, зошто? Порано Сојузот на синдикатите на Македонија и некои претходни лидери на Сојузот на синдикатите пред 2017 година беа кажувани дека се приврзоци на власта. Власта сега си има еден приврзок таков од друг синдикат кој се обидува да го легитимира, не знам како, на штета на работниците. И тоа што е битно е што сите влади од 2017 година навака велат дека Сојузот на синдикатите на Македонија не е со владата, туку работи во интерес на работниците, а се разбира тоа што не охрабрува нас е што конечно наместо ние како синдикат да се лепиме на политичарите и на политичките партии, конечно политичките партии и политичарите гледаат лидер во борбата за работнички права и гледаат луѓе кои безкомпромисно ќе се борат за зголемување на платите. Да, имаат политички поени, меѓутоа ние не можеме да го спречиме тоа, исто како што не можеме да го спречиме тоа другите да изгубат политички поени. Беше случај минатата година, една влада падна, веројатно оваа влада треба да има поуки од претходните случувања. Јас се надевам дека се разумни луѓе и дека ќе не повикаат да седнеме. Замислете, работниците ги молат да седнат, тие одбиваат, надевајќи се дека со нив ќе седне некој полтрон кој потоа ќе им прифати намалување на платите или незголемување на минималната плата или укинување на колективните договори, а се на штета на работниците. Таков синдикат Сојузот на синдикатите не е. Благодарам за гостувањето и разговорот. Ви благодарам. Слободан Трендафилов, претседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Решението во Украина, стигнувањето до мир, до мировни преговори, до било какво сопирање на борбени действија, размени на територии, враќање на територии и така натаму не е возможно без учество на САД.